Арктичката команда на Данска ја надгледува безбедноста на Гренланд од главниот град Нук, мала воена станица одговорна за огромна територија од околу 2,1 милиони квадратни километри. Главниот град на Гренланд, Нук, е на работ на замрзната дивина, но бурните облаци од геополитички тензии се собираат над овој далечен остров. САД го гледаат Гренланд како стратешки витален. Најкраткиот пат за руските ракети кон САД е преку Северниот пол, преку Гренланд. Председателот Трамп сака да ја преземе контролата врз Гренланд од Данска, обвинувајќи го Копенхаген дека не успел да го обезбеди островот. Имате руски бродови на секаде, имате кинески бродови на секаде, војни бродови, и тие не можат да го обезбедат. Војните капацитети на Данска на Гренланд се состојат од 4 застарени поморски патролни бродови, авион за наблюдување и патроли со санки, според Reuters. Копенхаген планира да инвестира во нови беспилотни летала, бродови и персонал, како и во надградба на воздухопловната база за ракување со борбени авиони F-35. Но министрите признаваат дека имало пропусти. Долги години занемаривме да инвестираме во нашите бродови, во авионите што ќе помогнат да се надгледува нашето кралство. И тоа е она што сега се обидуваме да го направиме. Армијата на САД е присутна на Гренланд уште од Втората светска војна. Незината вселенска база Питофик е домакин на околу 200 лица, заедно со системи за предупредување за ракети, одбрана и вселенски надзор. И големото прашање е дали САД сакаат да го зајакнат тоа присуство, можеби за да можат да вршат други видови војни операции во таа област. Данската влада се обидува да го допре зборот контрола, што го користи Трамп, што е многу двословен термин. Што значи контрола? Дали тоа значи поседување парче територија? Дали тоа значи дека има одредена количина на воена опрема на таа територија? Русија во меѓувреме инвестираше многу во своето видливо армиско присуство на Арктикот. Незината воздухопловна база на Гурское е домакин на стратешки бомбардери, ракетни и системи за надзор со нуклеарни можности. Руски нуклеарни подморници патролираат по арктичките мориња, додека растечката флота на кршачи на мраз на нуклеарен погон ја проектира моќта на Кремљ. Кина и Русија спроведоа заеднички воени вежби на Арктикот. Дефинитивно постои закана, особено од руските војни капацитети во тој регион. И земјите од НАТО во моментов се движат кон зголемување на нивниот капацитет. Пред инаугурацијата на Трамп, американската амбасада во Данска соопшти дека нема планови за проширување на американското воено присуство на Гренланд. Тоа би можело да се смени со новиот председател на САД. Данска и Гренланд се подготвуваат за политички бури што предстојат.